И од Ахмети да е па премногу е. Иако во последно време, како да навикнавме на неговите жалопојки, оваа последнава, кога направи споредба меѓу комитите и борците на УЧК, навистина е премина секоја граница. Замислете, според него и неговине одуи, тоа што во училиштата имало представи со војводи и комити, им давало ним за право да се прават перформанси во кои деца парадираат во униформи на УЧК и мафтаат со пушки во рацете. Поголема глупост немам видена. Па ваква голема навреда за македонскиот народ немало одамна. Прво и основно, комитите војувале и ги дале своите животи за обединување и создавање на независна македонска држава, додека УЧК се бореше против истата таа држава и сакаше да ја расцепи по етнички линии. Да не правиме муабе дека секој нивни командант и војник зад превезот на некакви човекови права всушност сонуваше за создавање на голема Албанија. Друга важна работа. Комитите се бореле против турскиот аскер, кој всушност представувала странска окупаторска војска, додека УЧК пукаше и убиваше војници и полицајци во униформи на македонската држава. Трета работа. Комитите имале подршка од албанското население кое живеело на овие територии во тоа време, додека мислам дека нема ниту еден, ама баш ниту еден македонец кој им давал или пак сега им дава подршка на неговите команданти од она. Бидејќи неписменоста не познава етнички граници, еве само да ги потсетам дуи дека првото село од каде дошла подршка за крушевските востаници е селото Алданци, кое цело било населено со албанци. Поддршката ја дале во писмото што го испратиле како одговор на Крушевскиот манифест. Постои ли еден пишан збор за било каква поддршка на УЧК од некоја македонско село? И четврто, оправдуваат перформанс за паравоена единица која самиот секретар на НАТО ја нарече терористичка и која ги врза и во воздух ги крена работниците во Бриони, или која режеше букви на грбовите на мавровските работници, која запре водата во Куманово и слично. Значи, ова е невиден безобразлук. Ја разбирам дека им гори под нозете и дека со падот на Дамева во судскиот совет се отвара патот за расчистување на нивните слуги во правосудството и дека доаѓа денот кога ќе треба да го платат цехот за 2 децинискиот грабеж, но што е многу, многу е. Не смееме заради нив да дозволиме ново крвопролевање. Затоа ќе повторам, и од Ахмети да е, многу е.